Благодарам подпредседателки на комисијата. Денес зборуваме за предлог законот за Академија за суди и јавни обвинители. Инаку начинот на избор на суди и јавни обвинители е суверено право на секоја земја членка на Европската Унија и не постои европска регулатива која што ја третира оваа материја. И од тука произлегува дека власта манипулира со институтот Европско знаменце, но и со материјалните и човечките ресурси кои ги вложува Европската Унија за реформите во Македонија. Факт е дека Академијата за суди и јавни обвинители треба да биде единствената влезна врата, влезно место од каде што ќе се стане и ќе се регрутираат идните суди и јавни обвинители, и затоа објективноста при спроведувањето на приемните завршните испити, формирањето на органите на управувањето на Академијата мора да бидат на ниво на кое нема да подлежат на политичко влијание и да се избираат кандидати по налог на власта. Имено преку ова предлог законско решение во приемната комисија и програмскиот совет ќе членува лице кое што ќе биде лично номинирано од министерот за правда при полагањето на писмениот и усмениот дел од испитот. Тоа ќе значи директно партиско влијание на министерот за правда и негово дискреционо овластување во оценувањето на кандидатите, а со тоа и во изборот на суди и јавни обвинители. Спорно е и нелогично е државен службеник назначен од министерот за правда, кој што нема никаков допир со судската или со јавно обвинителската материја, кој што не работи на таа област, да усно ги испитува кандидатите за суди и јавни обвинители кои работат како адвокати, кои работат како стручни соработници во судовите и во обвинителствата. Ова значи дека власта не пропушта да има партиско влијание врз изборот на суди и јавни обвинители уште од самото нивно регрутирање, избирање во Академијата за суди и јавни обвинители. Токму во членот 28 став 5 се предлага државен службеник во приемна комисија по предлогот на министерот за правда. Номинирањето на тој државен службеник од Министерството за правда во приемната комисија значи покрај директното влијание при приемот на кандидатот во Академијата, но и политички притисок од човекот на министерот кон другите членови во приемната комисија. Во членот 45 став 4 се уредува колкави се бодовите кои што ќе ги дава приемната комисија за во писмениот дел од практичниот испит, студии на случај од граѓанско и кривично право. Ќе се полага пред приемна комисија наместо како што е актуелното законско решение тоа да биде електронски. Со ова и се дава на комисијата преголемо дискреционо овластување секој член да доделува поени без никакви утврдени законски критериуми. Никаде не е утврдено врз основа на кои критериуми, по која скала или вредности ќе се оценуваат кандидатите за студија на случај. Имено, приемната комисија за писмениот дел на студијата на случај може да додели од 0 до 35 бодови на секој кандидат, што представува широко дискреционо овластување и субјективизам при оценувањето на секој член. Приемната комисија може битно да влие со ова бодирање врз конечната ранг листа на кандидатите. И тоа 35 бодови може да до 35 бодови може да даде за студија на случај од кривичен судски предмет и исто до 35 бодови за студија на случај од граѓански судски предмет, значи вкупно 70 бодови. Затоа треба писмениот дел, односно студијата на случај, да се полага електронски без никакво дискреционо
одлучување. За устниот дел се од практичниот испит, секој кандидат може да добие од 0 до 5 поени, вкупно 30 поени од секој член на приемната комисија и тука постои можност за манипулација околу поставените прашања на кандидатите. Со членот 32 став 5 директно се кршат економските и социјалните права на граѓаните гарантирани со Уставот. На огласот за прием на слушатели по апелациони подрачја, едно лице може да се пријави само за едно апелационо подрачје. Постапката за селекција и рангирање на кандидатите за судии и јавни обвинители се одвива за секое апелационо подрачје посебно. Ова одредба е во директна спротивност со економските, социјалните и културните права утврдени со Уставот на Република Македонија, поточно со член 32 од Уставот на Република Македонија, каде во став 1 утврдено е дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. И став 2, каде е утврдено дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место. Би рекла дека ова е предлог закон по мерка на власта за избор на кандидати за влез во Академијата на судии и јавни обвинители, обука и полагање, а понатаму од нив ќе следи и избор на судиите и обвинителите во судовите и обвинителствата. 4 години се бутка законот за Академија на судии и јавни обвинители и со овој предлог закон се става приоритет на човечкото влијание, можност за пристрасност при оценувањето на кандидатите наспроти електронското полагање и оценување. Ова се прави со една цел, а целта на власта е да се партизира судството и обвинителството. Сведоци сме дека има многу реакции што се однесува за тоа како се води правосудството во нашата земја. Сведоци сме дека довербата во правосудството е 3% и многу често пати ја цитираме изјавата на амбасадорката на Соединетите Американски држави Агелер, која што беше збунета од изборот на Ислам Абази, а тоа всушност ја кажува и состојбата во правосудството. Останува нејасно и неговото циви, каде завршил образованието, каде се надградувал, не може да се најде нити позначен негов обвинителски бекграунд. Од изборот на Ислам Абази за прв човек на обвинителството за гонење на организиран криминал беше збунет и Ковачевски, кој прво честиташе за изборот, а потоа беше збунет. Дали беше збунет или глумеше збунетост, тоа си знае само тој. Меѓутоа, сведоци сме на тоа како одеше изборот на Кацарска, прво за влез во Уставен суд, па потоа и председателка на Уставен суд, се извинувам, а познато ни е дека токму нејзините предмети се изучувани на престижните факултети за тоа како не треба да се води еден судски процес. Сведоци сме и за изборот на Весна Дамева, која што прво влезе во судскиот совет, а потоа беше назначена и за председател на судски совет и тоа како стручен соработник од местото, значи почна како стручен соработник и стигна до председател на судски совет. Исто така и не можеме да не ја искоментирам и изјавата на предходниот министер за правда, професор Тупанчевски, кој зборуваше за тоа дека даде изјава за тоа дека не може стручен соработник да оценува работата на судија од Врховен суд, а најмалку тоа може да го прави стручен соработник, меѓутоа не се однесувало тоа за Весна Дамева, тоа го посочи во 2 пати. Значи, секогаш има ама.
И затоа е правосудството на степен на кое што е, затоа, а потоа следеше, сведоци сме и за нејзиното разрешување. Исто на овој начин, од позиција на стручен соработник, беше избрана и екс-председателката на Судскиот совет, Црвенковска, која исто беше стручен соработник и исто таа при давањето на нејзината оставка зборуваше за влијанието на судски бизнис елити. Сето ова укажува на начинот на кој што се бираат судиите во Судскиот совет, како се бираат обвинителите во совет, во организираниот во јавните обвинителства за организиран криминал и корупција, меѓутоа и дека има политичко влијание, почнувајќи од Академијата за суди и јавни обвинители па се до највисоките инстанции во правосудството. Меѓутоа би се запрашале тука што е со тие млади правници кои што се способни, имат знаење, имаат капацитет, меѓутоа зад нив не постои политичка партија, не постои роднина кој што ќе ги избутка до саканата функција. И сведоци сме сега, наместо да се предлага електронски начин на полагање, каде субјективното влијание се минимизира, власта го фаворизира комисиското полагање, каде се остава простор за влијание на човечкиот фактор и вака поставените стандарди за избор на суди и јавни обвинители представува антиреформа и наместо да се унапредуваат стандардите за избор на суди и јавни обвинители, тие се уназадуваат. Поразителен е и фактот дека имаше примери за тоа дека се полага правосуден испит пред да се има соодветна диплома и на недостигот од документацијата за да се потврди тоа, всушност било дека Министерството за правда наводно ги чувало досиета за правосуден испит една година и поради тоа не можело да се утврди дали кандидатот или кандидатите, пошто се зборува, односно има наводи на тоа дека имало 449 такви случаеви, дали навистина ги имале завршен факултет па полагале правосуден испит или е обратното. Државниот архив треба да се позанимава да изврши инспекцијска контрола врз Министерството за правда, да утврди дали е во согласност со законот за чување на документи и дали истите Министерството за правда пријавиле уништување на документацијски материјал. Затоа дека состојбите во правосудството одат во надолна линија за жал, укажува и холандскиот амбасадор во земјава, Дирк Јан Коп, кој вели дека има политичко влијание кај изборот на обвинителството за организиран криминал. Гледаме знаци, вели, за политичко влијание во изборот на кандидати во Академија на суди и јавни обвинители. Гледаме практично влијание во сите судови и тоа е многу загрижувачко, се натрупува едно по друго и неговата изјава дека случувањата со Судскиот совет всушност го прават истиот нелегитимно тело и одлуката на Холандија заради овој преседан да се стави во мирување еден голем проект поврзан со Судскиот совет. И тоа се негови зборови, ситуацијата е многу сериозна, вели што повеќе да се каже и навистина нема што повеќе да се каже околу состојбите во правосудството кај нас, заради тоа што евидентни се случаевите како се бират уставни суди, се уште Јовевски не е избран за уставен судија, се бираат суди и јавни обвинители по нарачка на политичките партии, поради тоа како направиле или што не направиле за време на нивното владење и сето тоа треба да се промени и токму треба да се уважат овие предупредувања и од странските дипломати на државите, како што е холандскиот амбасадор, укажувањата на амбасадорката Агелер, во кое што вели дека премногу пари е потрошено во правосудството.
Меѓутоа, оваа власт како да нема слух за сите овие укажувања, а патот кон Европската Унија се повеќе не оддалечува токму заради овие состојби во правосудството. Благодарам.